Почитуваме гледачи повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. И по тој повод следува музички поздрав. Се разбира, група Корона. Pomina godina cela, teška ko planina, mene me ostavi sama, kraj druga zamina. Ta na gradi ti spije, nežno te miluva, a mene teško mi je, bez tebe ne možem. Ne možem dušo, ne možem da te zaboravam. Oga što gorim gradive, jazda go izgasna. Mojemo srce rane to za tebe boluva. Ni vrela solca ne može da go izlekuva. Sobava prazna, bez tvojte zborovi, na druga proleti dari, a mene snegovi. Ta na gradi ti spije, nežno te miluva, a mene teško mi je, bez tebe ne možem. Ne možem dušo, ne možem da te zaboravam. Oga što gorim gradive, jazda go izgasna. Mojevo srce rane to za tebe boluva. Ni vrela solca ne može da go izlekuva. Dušo, ne možem da te zaboravam. Oga što gorim gradive, jazda go izgasna. Mojevo srce rane to za tebe boluva. Ni vrela solca ne može da go izlekuva. Ne možem dušo, ne možem da te zaboravam. Почнуваме гледачи, се надевам со нетрпение очекувате кој е нашиот вечерашен гостин. Ни доаѓа Јоце Панов од Скопје, Штипјанец, музички образован и се разбира ни доаѓа со убава македонска музичка приказна. Јоце, добро вечер и добро дојдовте во студио Ирис. Добро вечер, добро ве најдов и искрено среќен сум што ете после многу време пак сум овде во просториите на студио Ирис, на телевизија Ирис и
така ми беа почетоците и се навраќам на тие денови. Да кажеме отворено дека со музика се бавеш многу одамна, да те врата малку у младоста за музичкиот твој развој и растење? Убаво би било, да. Па добро, јас сум штипјанец, потекнувам, значи од мајка ми е од Ново село овде, така да стара штипска фамилија и можеби ете тоа некако допринело да некако се занимавам со оваа професија што ја работам, односно музиката. Тука растев, тука се школував, основно училиште, средно музичко завршив овде, во Штип и подоцна веќе заминав во Скопје, каде што запишав факултет за музичка уметност во Скопје и така. После патот се развиваше така и останав таму. Дали си задоволен од професорите од Средното музичко училиште во Штип? Презадоволен, наистина презадоволен. Имав таква среќа да учам кај една генерација докажани професори, некои од нив веќе не се помеѓу нас. Нека им е вечна слава, инаку тоа беше Љубен Митров, да, професорката Санда, која ми предаваше хармонија, Олга професорката, Панајотова, класната Лиляна Заркова, која беше професор по македонски јазик, инаку класен раководител. Целата таа генерација професори, да ги поздравам сите, ако заборавам некого, навистина можам да кажем една од најдобрите генерации професори што били. Ја имав таква среќа да и јас и мојата генерација кои студиравме тогаш, кои учевме, имавме таква среќа да студираме и да учиме кај добри професори, да добра основа да добиеме на сам почеток. Секако и прекаш и благодарност на... Секако. Јас сум пета генерација. Ти, господине Панов, музичка средна, која генерација си поред? Дали добро се сеќаваш? Не се сеќавам. Не, баш добро. Ќе направам некој лапсус, ќе кажам која. Знам дека пишува во таблото која генерација сме, ама ете, ќе видам тоа ќе... И господине Панов, да го оформиме тоето образование, од Штип се селиш во Скопје на факултет. Да. Кој одсек беше тоа? 2000 година се селам во Скопје на факултет музичка теорија и педагогија. Запишав, каде што посебно имав и часови по соло пеење, затоа што ми беше тоа желба уште од дете и ама сакав да останам на тој смер, бидејќи кога учите музичка теорија и педагогија, некако многу поопширно ја опфаќате музиката, него да сте само по некој инструментален одсек, дали е тоа соло пеење или некој инструмент, и затоа јас одлучив на тој начин да се образувам, да учам музичка теорија и педагогија, а при тоа да земам часови соло пеење. Јоце Панов, да кажеме дека ти овој пат во оваа емисија имаш двојна улога, ќе бидеш ова вече член на музичката група Корона. Да. Прифакаш со задоволство. Прифакам со задоволство, затоа што да ги поздравам на тие неколку генерации се повозрасни од мене и ми беа навремено идоли, значи тие веќе работеа и свиреа кога јас растев и учев музика. И прекрсти музичари, наистина школувани музичари, добри музичари, ми е мерак што ете вечерва ќе можам да отпеам неколку песни. Со особено задоволство. Да. Почнуваме гледачи, продолжуваме со содржината на песнарката од групата Корона, се разбере и со насиот визарашен гостин. Kriješ od mene, minam li jaz kraj tebe, molam srce da ne prepukne. Vreme ke ni pomine, mladost ke ni ovene, drugi neko ili ke ljubi me.
za sve što je danas ne si rekao me. Ako me zajedno nemaše da plaće me, ti za mene, ja za tebe. Oči kriješ od mene, a srce boli za tebe. Može me li što ne sme me, ti da brojiš godini, ja da pijam otrovito, ali se naši sudbini. Da žali me za sve što je danas ne si rekao me. Ako me zajedno nemaše da plaće me, ti za mene, ja za tebe. Ako me zajedno da žali me za sve što je danas ne si rekao me. Ako me zajedno nemaše da plaće me, ti za mene, ja za tebe. Ti za mene, ja za tebe. Почитувани гледачи, и поубавата македонска народна песна со нашиот вечерашен гостин, како член на групата Корона, го продолжуваме разговорот. А следното прашање ќе рече, првите твои професионални настапи, особено мене лично ме интересира. Да. Се разбира и нашата публика. Па добро, прв професионален настап, пак некако ќе го задржам Макфест 2006. Овде Штип, иако не беше мој прв настап, прв мој настап беше 2004 година на Каналфест во Охрид, со љубовта нека ми суди, ама некако многу поголема тежина доби, и јас добив на тежина кога ја отпеав Сродни души на Макфест 2006 година. Беше буквално фама околу таа композиција. Да го поздравам Иле Спасев Штипенецот кој напиша таа песна. Композиторот, да. Аранжерот кој беше кога спеваќе во составот? Исто аранжер, да. Исто тој аранжер. Ја снимавме во студиото на Кристијан Габровски, ако не се лажам, да. Кристијан Габровски. И многу добро таа песна, многу добро пројде, многу добри критики имав тогаш од сите наши овде радија, телевизии, од целата публика, од целата штипска јавност, а и пошироко. И тој би го некако задржал за мој прв официјален некако настап на музичката естрада. Ти останува ли провокација за следни настапи на овие фестивали музички? Од забавен карактер, поп музика? Зошто да не, да. Зошто да не, јас стагнирав неколку години од македонските фестивали. Надвор пеев многу, ама од македонските стагнирав неколку години, 5-6 години. И се вратив 2014 на Макфест и 2015. 2014 отпеав една многу добра композиција Само немој да молчиш. После 2015 отпеавме дует со Зоица Лазова. Нашата Штипјанка? Да, сам Срце да се отвори, се вика таа композиција и
И следен исто така настап беше на Скопскиот фестивал Избор за Евровизија 2014 година со Ниле од љубовта. Тоа се 3 настапи кои ги направив на фестивали после полот период пауза. Желбата останува за настапи на фестивали. Секако. Кога има добар фестивал, кога има добар предизвик, кога има навистина добра конкуренција, би рекол, кога има добар музички состав каде што треба да настапам, секогаш прифаќам. По вокација си забавен пејач, а гледам како член моментално на групата Корона, го пожелуваш и фолклорното богатство. Па добро, јас така... Тоа е величина. Така растев. Јас и многу луѓе тоа ми го велат кога пеам наши изворни композиции, било каде да сум на која телевизија, дали во Македонија или во соседна Србија, Босна, каде што сум гостувал, сите се чудат дали си народен или забавен пејач. Што помеѓу, зашто си се одлучил на тоа. Јас па би рекол дека тоа се должи на моите корени, на мојата фамилија, затоа што и од страна на мајка ми, и од страна на татко ми, сите се на некој начин музичари, кои професионално, кои само хоби, ама сите на некој начин се занимавале со музика, пееле, се многу талентирани. Тоа можеби јас растев со хармоника. Тој ген останува, значи. Од дете растев со тоа, кога се собира кај нас дома, слушав цело време како пеат, и тоа би рекол дека е вродено, а ете, забавната музика е нешто професионално што го работи. Почнемо гледачи и повторно музички минути со групата Корона се разбира и нашиот вечерашен гостин Јоце Панев. Сабота навечер друштвото се собра мојата гитара немо молчи танува за сите наши вечери, тие песни до зори и за сите среќни денови. Исти моми љубевме, тага радост делевме, животот нас не раздели. Остави. Свирете ми, еј другари, свирете ми се од срце. Таква песна, меле песна, мојта душа да ја лечи. Свирете ми, еј другари, таква песна, меле песна, мојта душа да ја лечи. Свирете ми, еј другари. Ранета со неа пак самува
pesnava Tanumna Tebe ti ja podaruvam Za site naši večeri Ti je pesani dozori I za site srećni denovi Isti momi ljubetne Taka radost deletne Život od nas ne razdeli Balkani ostavi Svirete mi ej drugari Svirete mi se od srce Takva pesna, melem pesna Oj ta duša da ja leći Svirete mi ej drugari Takva pesna, melem pesna Oj ta duša da ja leći Svirete mi ej drugari Svirete mi ej drugari Svirete mi se od srce Takva pesna, mene pesna Oj ta duša da ja leći Svirete mi ej drugari Takva pesna, mene pesna Oj ta duša da ja leći Svirete mi ej drugari Господине Панов, еден мој податок вели дека си ти прв штипјанец во City Records Pink. Дали сум во право? Да, така е, па... Мала приказна за тој дел? Па добро, 2009 година кога настапив на песма Медитерана во Будва, со Ти пеам песна, победив таму и навистина некако така ми почна кариерата. Од таму се случија сите тие контакти, целата таа заинтересираност на композитори, на продуцентски куќи и подоцна неколку години го објавив мојот прв албум за City Records. Ми беше навистина голема чест и задоволство, бидејќи не многу, не само штипјани и македонци направиле таков исчекор. Јас бев среќен затоа што бев еден од тројца четворица, мислам, ако не се лажам, што досега издале воопшто за City Records, бидејќи е една од најстарите куќи на овие ју простори. Така некако се случи, ете сега ќе го вадам новиот албум, втор за српски пазар, а трет мој албум и продолжува таа соработка на моја огромно задоволство. Баш ми е драго, следниот пат ќе кажеш целосно каде си настапил и какви награди си добил, нели е така? Има наистина. Телевизиски проекти? Ги има ли на број? Па има, да. Телевизиски проекти. Сум среќен што еден од најдобрите телевизиски проекти кој беше награден на Златна бубамара за најуспешна и најдобра емисија, тоа беше Еден бакнеш на Алфа телевизија, каде што бев член и каде што отпеав скоро сите наши македонски забавни евергрини од 70-тите па наваму. Секоја емисија се делеше на декади, 70, 80, 90 години и се запознав со многу на нашата музичка историја, многу песни кои не само јас, туку и нашата младина не ги знаеле. Со тој проект на Алфа телевизија кој се уште
оди на Алфа телевизија, се уште има репризи секоја ноќ и ден одат репризи. Еве и после 2 години од настанот сум среќен што бев некако тој можеби историски момент, затоа што возобновивме многу композиции кои биле квалитетни, кои некојаш се твореле, а немале можеби можност помладите генерации каде да ги слушнат. И нормално зајди каде што е нашата Зуица Лазова исто, таму има многу отпеани наши македонски староградски песни. Тоа се некако, би рекол, така проекти. Со оркестрот на Милан Завков. Со оркестрот на Милан Завков, нормално. И Баже Маратов да ги поздравам. Баш ми е драго, водителка рековме дека е Зуица Лазова. Се сеќавам дека и од Драган Мјалковски по некоја песна знаеше да... Да, отпеав многу, па мислам ако не и скоро сите од Драган Мјалковски. Некако, не знам зашто се мене ми ги даваа тие песни за интерпретација. Па близко сте во гласот, и тоа е тенор, и ти си тенор, да? Може би да, колегите што... Диапазонот на гласот ти одговара. Да, бевме јас, Ѓорги и Горан, како машки вокали, Нада, Елена и Андријана како женски вокали, и секојаш ни ги дава песните според темпераментот, според вокалот на пејачот, така некако ни ги одредува. Почнува гледачи и повторно со убава македонска народна песна, потоа следуваат реклами и се враќаме во студиото. Цела ноќ молчиме, спијан звезди, а во душа бранови. Ова ноќ тажна е, срце плаче, една љубов умира. Што ноќта помине и денот осане, од песок срце веќе направа. Во моите куфери ќе скријам немири и без да плачам ќе си заминам. Пакни ме, смири ме, не сме ние први ниту последни. Сведок е зората, та памти безброј средби раздели. Што ноќта помине и денот осане, од песок срца веќе направа. Во моите куфери ќе скријам немири и без да плачам ќе си заминам. Секој крај тежок е, само надеж утре ќе ни остане. Ушни ме, ангеле, ова лето вечно да го памтиме. Што ноќта помине и денот осане, од песок срца веќе направа. Во моите куфери ќе скријам немири
bez da plaćam pjeci zamina. Što noć da pomine i deno to same, od pesog srca tveke naprava. Pomojte kuperi, gdje skrijam nemiri i bez da plaćam gdje si zamina. I bez da plaćam gdje si zamina. Niko ime nema taka ljubeno, srce bije ko poludeno. Što god sretnam, ja se zaljubim. Činam pod noze, ja si izgubim. Oko zeleno, što me pogleda, srce veke drug ne posaka. Oko zeleno, što me pogleda, srce veke drug ne posaka. Niko ime nema taka ljubeno, srce bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Niko ime nema taka ljubeno, srce bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Do kraj na sveto ti dosledela, posle do nego ja spitelela. Samo kraj nego su nasmejana, duša za nego umira. Samo kraj nego su nasmejana, duša za nego umira. Niko ime nema taka ljubeno, srce bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego. Niko ime nema taka ljubeno, srce bije ko poludeno. To i samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego.
Nikoj me nema taka ljubeno, srcevo bije ko poludeno. Toj samo to ime ima iskreno, duša i telo davam za nego, duša i telo davam za nego. Nikoj me nema така ljubeno. Го продолжуваме разговорот со нашиот вечерашен гостин Јоце Панов. Господине Панов, неодамна, за жал да го спомнам тоа, ќе ми простиш, мајка ти почина, господја Василка, спремаш песна за твојата мајка да и се одолжиш на некој начин. Мала приказа за таа жална ситуација? Па, добро, Штипјани, на Штипјани е многу добра позната, пак ќе кажам, мајка ми потекнува од една стара штипска фамилија, Трендови, од Ново село. Пак ќе кажам, тоа беше една жена лавица буквално, која после трагичната ситуација, кога почина мојот татко, кога бевме јас, брат ми и сестра ми многу мали, јас бев 11 години, брат ми 9, сестра ми 1 година, значи буквално сите тие години до сега, до низината смрт се бореше со животот, да на некој начин да ме школува, да не исправи во здрави прави личности, да знаеме да почитуваме вредности, животни вредности. Немам зборови да ја опишам навистина таа жена, секој за својата мајка, секој го својата мајка му е светица, ама навистина јас би рекол еве и сите луѓе што ја познаваат го делат истото мислење. Навистина беше една жена која не секојдневно се среќава и ненадено, не боледуваше од никаква болест, туку ненадено се случи почина во април месец сега оваа година и сакав на некој начин во тие тажни моменти кога останував сам дома, седев на клавир, многу ноќи ги поминав така и ми се вроди идеја за една песна. Почнав да ја работам и не можев да завршам композицијата, тоа после го препуштив на мојот тим, со кој работам и многу други композиции. Да ги поздравам Блаже Темелков, Дарко Тасев. Блаже Темелков ја заврши целата композиција, направи музиката, го дотера и текстот, значи Дарко Тасев го направи аранжманот. Дарио Јанковиќ, им се заблагодарам за целиот тим го снимаше спотот, навистина многу прекрасни локации во Македонија и мислам дека на некој начин на незиниот живот и дело ќе го продолжи на некој начин, кај луѓето да остане во се уште во сеќавање, затоа што пак ќе кажам многу добри нима направено, многу луѓе ја познаваат не само од Штип, туку и од цела Македонија и тоа ми беше една мала утеха да оставам нешто што би било специјално на слот. Ќе дозложиш тој спот да го погледне и нашата публика? Ќе ми биде искрено чест. Мислам дека ќе биде и премиерно кај вас во телевизија, затоа што пред ден-два е завршен и спотот и се уште никаде не, и ќе ми биде чест затоа што сепак во Штип ќе биде таа премиера. Почнувам гледачи да го погледаме заедно спотот. Велат времето е лек, но јас нема да сумирам, долго ќе патам, дури има век. Сета љубов ми ја подари, се што требаше научи, кога најмногу ми требаш, ме напушти. Како снег во мај да паѓа, денот само покараѓа, косета вене околу мене.
Веќе не знам дал ќе пеам, радувам и смеам, кога те нема до мене. Секоја ноќ јас во мислите те барам, бар да можам да те видам, збор да ти кажам. Сета љубов ми ја подари, се што требаше ме научи. Сега кога ми требаш, без збор ме напушти. Како снег во мај да паѓа, денот само покараѓа, ко се да вене околу мене. Веќе не знам дал ќе пеам, радувам и смеам, кога те нема до мене. Но знам ти тука си, да ме чуваш, тука си, блеска со сјај, кон звезда со сиот сјај. Како снег во мај да паѓа, денот само покараѓа, ко се да време околу мене. Веќе не знам дал ќе пеам, радувам и смеам, кога те нема до мене. Почнувам гледачи, го продолжуваме разговорот со нашиот вечерашен гостин, господинот Панов. Да кажеме дека твоите музички планови и твоите музички преокупации се, така рече, секојдневно. Па дури настапи по нокни клубови. Да, добро, тоа е мало содржина од тој дел. Еден момент за кој сите ние работиме, сите ние постоиме и тоа е на крајот шлагот, би рекол, на секој еден уметник, кога ќе дојде во судир со публиката, тука е веќе она крајното, финалното да добиеш на некој начин фидбек, на некој начин одобрение од тоа што го работиш и дали на тие настапи публиката ги прифаќа песните, дали ги пее, дали како возвраќа, каква енергија нуди на тие настапи. Би рекол јас, 10 години наназад, не паметам викенд да сум бил слободен и можеби тоа некако ме одржува и ми дава и кога имам некојаш потешкоти и препреки, нормално во секоја работа постојат, тоа ми дава еден, би рекол, стимул да продолжам понатаму, затоа што секојаш било преполно на настапите, каде што настапувам, секојаш сум имал подршка од публиката за било нешто што го работам, дали е тоа моја песна, дали е тоа некоја преработка, дали се тоа староградски песни, што и да направам, секојаш сум имал подршка од публиката и тоа ме храни, ми значи. Сакаш да кажеш дека нешто ново во твојот репертоар мора да очекуваме наскоро? Да, наскоро. Еве, сега, одма после, во новата година, ќе го извадам мојот трет албум на македонски, вторна на српски јазик, ќе се издаде исто во сите рекордски, ќе го издаде за сите бивши простори, а во Македонија ќе го издаде Носталгија Рекордс, како впрочем и претходниот албум. Ќе има некаде околу 11 нови композиции и неколку бонус песни.
Често пати патуваш надвор од Македонија, тоа ќе рече најчесто во Србија. Моje лично прашање е твоето мислење за турбофолкот? Српски се разбира. Па нормално, турбофолкот е на, ја би рекол, нема дефиниција за турбофолкот. Тука е најголемиот проблем што никој се нарекува турбофолк, а всушност нема дефиниција како би ја класифицирале музиката. Да објасни тоа, да. Не знаеме која песна може да спане во турбофолк, која песна може да спане во фолк, која во забавно, која во народно. Веќе се е толку измешано, толку напред отиде музиката, особено со технологијата нова, сега со електронска музика. Толку работите се измешани што веќе наистина не знаеме што е турбофолк. Имам јас композиции кои еве новој трет албум, кои ќе се најдат нови трет албум, што имаат примеси на труби, на кларинети, на пример, ама сето тоа е така спакувано, можеби некој ќе го класифицира како турбофолк. Тие песни што ги пеам, можеби некој ќе каже дека се забавни. Навистина, еве јас сум Таа класификација не ти смета, значи? Не ми смета затоа што нема точно дефинирано што значи турбофолк и луѓето кои како сака си ги класифицира. Така да мислам дека најважно на крајот е луѓето, публиката да ја сака таа музика, тоа што го правиме да има публика, да ја прифаќа таа, иако поголемиот процент на публика ја прифаќа таа музика, ние можеме да ја класифицираме како сакаме, дали како турбофолк, дали како шунт, ама на крај најмеродавната оцена имаат публиката. И јас би рекол оценката треба да ја дадат и музиколозите, Нормално, да. да се потврди тој статус. Секако. Да. Секако да се направи некоја дефиниција каде што ја те би знаеле до која граница што, како што тоа го рекол Бах, Бетовен, значи што се знаело кога нешто ќе слушнеш, знаеш од кој век е, од кој а сега веќе се е измешано, така да мислам дека веќе е залудно да се класифицира музиката. Во подготовствата ти е новиот албум на српски и македонски, мала содржина од тој албум? Па добро, таму ќе се најдат повеќе песни кои веќе се издадени на некој начин овие година и пол дена како ги објавував песните. Тие песни ќе се најдат таму со 2-3 скрос нови нечуени, ама тие песни ќе се најдат таму. Че ова е еден збир на сето тоа што сум го работил последните 2 години. Да. Почнуваме гледачи и повторно рефрени од македонското фолклорно богатство. Немам пари, сребро, злато, немам сватови. Со мене се мајко стара, моите чанги. Срце носам јас за неја, не ме враќајте. Ноќи не спијам, мајкота ми е се. Дајте ми Бисера, моја мома сакана, дајте ми ја, бисера од бисерко убава. Жалгија сум, сиромах сум, немам дарови. Мојта љубов, мојта песна ќе ја позлати. Срце носам јас за неја, не ме враќајте. Ноќи не спијам, мајкота ми е. се. Дайте mi ja,
Bisera, moja mala sakana, dajte mi ja, bisera, od biser poubava, dajte mi ja, bisera, moja mala sakana, dajte mi ja, bisera, od biser poubava, bisera, od biser poubava. Zimata dojde, snegom sneži, postelana ne se leži. Dojdi Mileno, koji ke me zgre, bez tebe noćva pustanke. Zimata dojde, snegom sneži, postelana ne se leži. Dojdi Mileno, koji ke me gre, bez tebe noćva pustanke. Dojdi Mileno na perniče belo, da me gre toplo telo, da te greja drace nečni, dolgi noki zimski snežni. Dojdi Leno na perniče belo, da me gre toplo telo, da te greja drace nečni, dolgi noki zimski snežni. Se gasi, dojdi Mileno, odstup me spasi. Tvoji te usni pameni vreli, srce na stopac snegovi beli. Pokrivka bela, sneg od se gasi, dojdi Mileno, odstup me spasi. Tvoji te usni pameni vreli, srce na stopac snegovi beli. Dojdi Mileno na perniče belo, da me gre toplo telo, da te greja drace nečni, dolgi noki zimski snežni. Dojdi Leno na perniče belo, da me gre toplo telo, da me greja drace nečni, dolgi noki zimski snežni. Dojdi Leno na perniče belo, da me gre toplo telo, da te greja drace nežni, dolgi noki zimski snežni. Dojdi Leno na perniče belo, da me gre toplo telo, da te greja drace nežni, dolgi noki zimski snežni. И повторно продолжуваме на разговорот со господинот Панов. Секојаш прашањето е неизбежно. Планови за твојата иднина? Се разбира музичка. Да, да. Па добро, сега, значи, ова нова година ќе ја посветам на промоција на новиот албум.
албумот кој го издавам, насловен како Ни ле од љубави или Ни ле од љубовта, македонската верзија. Ќе има многу патувања, често ќе престојам и во Белград, затоа што морам да сум повеќе таму. Менаџерскиот тим ми е од таму, Имперо продукција и Саша Обрадовиќ, кои се грижат за целата моја кариера надвор од границите на Република Македонија и ќе се насочам повеќе на промоција на тој албум, на проекти надвор од Македонија повеќе, но секако базата ќе ми биде сепак Македонија и настапите овде во Македонија, концертите овде во Македонија. Спремам, тоа ќе биде нешто што можеби ќе имам две големи промоции, концертни промоции на албумот и во Македонија и во Србија и некаде на крајот од годината го спремам мојот солистички голем концерт кој ќе се одржи и во Македонија, во Скопје и во Србија, во Белград. Значи планови, бурна година ме очекува. мал проблем на планови, што се надевам сето тоа ќе го решиш најуспешно и то и професионално во секој случај. Да. Само живи и здрави и се надевам до крај. Да. И уште нешто да кажеме за твоите планови. Често пати доаѓаш во Штип. Да, па Кој е добро. кафуле ти омилено? Добро. Па Интимно кажано. сега сум во Illusion кафе. Да. Тоа е релативно нов кафич кој неколку месеци работи, навистина се прават најдобрите журки во Штип, најурбано место, најубави журки, најпосетено би рекол и сум среќен што секогаш кога ќе дојдам, кога ќе се вратам во мојот роден град е преполно, секогаш публиката е тука за мене секогаш, затоа што јас така и почнував првите мои настапи, првите мои свирки би рекол тогаш беа по кафичите, кафулињата низ Штип и многу сум среќен кога ќе се вратам и кога ќе видам полно, кога ќе видам многу публика, затоа тоа ми е пред се најважно, се останато. Пак ќе кажам, базата е таму кај што си роден, каменот се тежи на местото и ако немаш признание каде што си од дома, залудно е каде и надвор да те признавате, залудно ако немаш признание. Јас сум среќен што публиката ми возвраќа, што публиката има добро мислење за тоа што го работам, што ме поддржува и само да ја кажам, многу големо благодарам на моите штипјани. Твојот репертоар го прифаќаат. Секако. И затоа се посакувам во секој кафуле, нели да? Секако. И мои сум среќен што моите песни ги бараат, лично моите песни, не ја забравили и сродни души која остана на некој начин како химна на Штип. Сум среќен што е така. Сите мои нови песни, а и забавите кои што ги правам се препосетени, така да пак ќе кажам Штип секогаш ќе ми остане. Штип е музички град, а ти си па единствениот и меѓу единствените што знаеш тоа да го пренесеш како музика на публиката, нели? Се трудам, голема одговорност е да си штипјанец, навистина Во одговорноста си сериозен, нели? Тоа го чувствувам кога си надвор од Штип, кога живеев во Штип, не се чувствуваше толку можеби големината на нашите луѓе кои се многу успешни во нивните нормално бранши. Премногу штипјани има кои се успешни надвор од Штип во сите, би рекол, сфери на општеството и кога некој ден ќе седете така, кога седам, кога се запрашувам кои се штипјани се на многу битни позиции во Македонија, дали во политика, дали во доктори, дали во музика, на било кој начин, навистина е голема одговорност да си штипјанец и носиш голема одговорност со себе да го продолжиш тоа обелување на образот на штипјани. Господине Панов, полека, но сигурно одминува нашето договорено време. Ќе дозволиш да се разделиме со песна. Групата Короната очекува и сосема за крај да кажам моја желба и желба на нашата публика и така натаму да се множат фестивалите, да се множат сите оние звучни записи и така натаму и повторно да ни доаѓаш во Штип. Ви благодарам многу и да ви посекам, сепак ги гледам овие прекрасни книги овде, изданија, книга 1 и книга 2. Значи, би ги прочитал
наистина да ви се множат. Благодарам. Чест ни беше, задоволството е наше. Благодарам ви вам премногу. Почитувам гледачи, тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Се надевам задоволни. Останете со програмите на телевизија Ирис и пријатна вечер. Večerva je tivka sal za nas, oči jedna pesna, jedan vas. Večerva sme sami janci ti, kako rozi dve omenati. Večerva je tivka sal za nas, oči jedna pesna, jedan vas. Večerva sme sami janci ti, kako rozi dve omenati. Veruvaj mi, ljubav moja večna si, i prosti mi, lagi ne zaboravi. Ne zaboravljeni. Koliko možem jaz, toliko možeš ti, mojte lagi zaboraviti. Koliko možem jaz, toliko možeš ti, nova ljubav svega dari mi. Koliko možem jaz, toliko možeš ti, mojte lagi zaboraviti. Koliko možem jaz, toliko možeš ti, nova ljubav svega veti mi. Večna si i prosti mi, lagi ne zaboravi. Veruvaj mi, ljubav moja večna si, prosti mi, lagi ne zaboravi. Kje ti vetam jaz, kje mi vetiš ti, ludi ništa ludi spomeni. Kje ti dadam jaz, kje mi dadeš ti, bezbroj naših vreli bakreži. Kje ti vetam jaz, kje mi vetiš ti, ludi ništa ludi spomeni. Kje ti dadam jaz, kje mi dadeš ti, bezbroj naših vreli bakreži. Veruvaj mi, ljubav moja večna si, i prosti mi, lagi ne zaboravi. Veruvaj mi, ljubav moja večna si, i prosti mi, lagi ne zaboravi. I prosti mi, lagi ne zaboravi.
loša majka mi, ne mi dava da zaljubam odlični tergeni, ne mi dava da zaljubam odlični tergeni. Kandi suj preludo mlado, što ti dava majka mi, mama dava ludo mlado, tri sandaka ovčala. Majka dava ludo mlado, tri sandaka ovčala. Kandi suvaj ludo mlado, što ti dava tatko mi, tato dava ludo mlado, 300 liri žoltici. Tato dava ludo mlado, 300 liri žoltici. Nemoj rade, nemoj dušo, gole merak da vrlaš, dva